Егејска Македонија, дел од окупираната територија на Македонија по Букурешкиот мировен договор од 10 август 1913 година, потпишан помеѓу завојуваните страни во Втората Балканска војна. Србија, Црна Гора, Романија и Грција од една страна и Бугарија од друга страна. Според овој договор, Македонија била поделена на неколку дела. Егејскиот дел со површина од 34.356 км2 го окупирала Грција. Вардарскиот дел со површина од 25.342 км2 го окупирала Србија. Пиринскиот дел со 6.798 км2 го окупирала Бугарија. И јужниот брег од Охридското езеро, Мала Преспа, со 1115 км2 и биле доделени на Албанија. Овој период е најтешкиот период во историјата за македонското население на овие простори. Со бескрупулозни и насилни методи во периодот од 1913 до 1928 година, грчките власти ќе спроведат колонизаторска политика врз македонците со што ќе го сменат етничкиот карактер на целата област. За време на граѓанската војна во Грција, која траела од 1945 до 1949 година, дури 14.000 македонци ќе застанат да се борат во редовите на демократската армија на Грција, која била под команда на Комунистичката партија на грците, затоа што македонците сметале дека со нивна победа ќе добијат национални права, слобода и можност за самоопределување. Но тоа ќе се одрази уште покатастрофално врз македонците со нов бран на насилни протерувања, зверски убиства и мачења од страна на грчките монархофашистички власти. Македонците морале да ги променат своите имиња и презимиња во грчки. Им бил земен имотот, морале да ги напуштат своите родни места. Им биле убивани браќата, сестрите, родителите. Присилно биле терани да ја напуштат својата земја, која потоа не смееле да ја посетат никогаш. Петар Попов денес има 90 години. Живеел во село Тушин, село во Мегленска, Егејска Македонија, дел од денешната општина Меглен, во централна Македонија, Грција. Селото се наоѓа во северниот дел на областа Меглен, мала котлина помеѓу планините Кожув на исток, Пајак на југоисток и Ниџе на северозапад, на околу 18 км северно од селото Капињани. Неговата фамилија се занимавала со сточарство. Неговиот дедо бил и поп. На само 11 години неговиот татко бил убиен од страна на грчката армија, а тој заедно со неговото семејство морал да го напушти својот роден крај, додека им бил земен целиот имот. Јас сум роден 1935 година. Како малолетен, кога настана војната во Грција, со Грција и македонските партизани. Во тоа време ние паднаме у територијата на партизаните македонци. Нашо село не смееше грчка војска да дојде. Да направиме еден вовед. 46 до 49 граѓанската војна помеѓу комунистите и владата на Грција, Комунистичката партија на грците, поддржана од партизаните во која што се бореле и македонци. Сето било фарса. После сето се разбра дека грчките партизани нарочно се офрлија у македонските партизани за да и сузбијат македонските партизани. Да, во текот на овие години има историски факти и истражувања каде што велат дека комунистите им ветиле на македонците доколку им се придружат да се борат заедно дека ќе бидат признаени. Да, точно и тоа. Велите дека биле излажани. Ама беа излагани македонци. Беа излагани. Први македонци сами се формираа као партија, партизански единици. А на грците кои видоа дека македонците почнаа да се формираат, да се засилуваат. Да, и они уфрлија дали беше политика или сака да сменат таа власт, тој е лас што викаја они, ја не знам, тоа можам да кажам, и тогаш нашите се подлагаја, и прифанаја грците како заеднички да се борат за демократија. Ајде малку да зборуваме за Тушин, за вашето детство. Тушин е место кое што се наоѓа северно во Грција,
Близу планината Кожув. Кожув. Нешто познато за Точно. за нашите гледачи. Точно, ама види сега, Тушин падна под власт на партизаните. Грчката војска беше од Фуштани надолу. Тоа е соседно село на Тушин. И тука ние паднаме у таа, што се вика, бранша, как да наречем ја, грците не можа да влезат у нашето село. Зашто партизаните држеја, тука го држеја се таа околина. И што направија? А измислија политика да го иселат Тушин у грчко село. И го направија тоа Фуштани. Од Тушин у Фуштани не преселија. Таму. Едно зиму цело не дадоа да мрднеме од Фуштани. Никако. Наредба. Мора, ако не пуштат, то утепат го. Не то става. И мора да слушаш таа наредба. Не иселија у селото Фуштани. У Фуштани не расподелија по грчки куќи. Ние паднаме во мојата фамилија, падна во една грчка фамилија, а немаше други од нас сел. Тоа Фуштани беше 600 куќи, наше село 200 куќи. Каде си имате школувано, ме интересира во Тушин? Тушин имаме школа убава. Дали тоа школа беше Грчка. Грчко, македонско? Грчко. Постоја ли македонски училишта? Не. Чисто грчко. Мојот брат, сестрата Посара, другата сестра Дуња, они завршија, брат ми заврши екти такши. Тоа е 8 одделение. Другата сестра исто заврши така, сестра ми, а по-малата сестра заврши трето одделение по наше, а јас ме фана војната 48-та година, само нипија као кајна забаваче. Тоа го изводи и ја прекинаа школата. Ви беше ли забранувано да учите македонски јазик? Да. Да зборувате Ама нема, ти мора да учиш грчки. Мора да учиш грчки, мора да што се вика, не смеш, у селото се зборуваме ние македонски, ма немаше грци, само 2 фамилии грчки имали. Ставајќи го во темелот на својата држава, принципот таму каде сме ние нема место за друг. Грчката буржуазија веднаш по 1913 година почнала да спроведува политика за создавање на една држава, со една нација, еден јазик и една волја за да создаде од Грција држава на 2 континента и со 5 мориња. Веднаш по 1913-1919 година Грција ќе почне да реализира политиката на протерување на македонското население и колонизирање на немакедонското население со цел да се измени традиционалниот македонски етничко-историски лик во егејскиот дел на Македонија и да создаде една нова грчко-етничка историска реалност. Се иселиле од селото, зашто нашето село Првата светска војна станало гроб, се го расториле. Се иселиле по Србија, нагоре. Мајка ми, татко ми, сите биле у Србија горе, Алексаровец. И оттаму, вика, мајка ми ме расправаше. Вика, србите не се каја. Секој ден бегте бежунци, Вика, мораше да се вратиме пак у селото. И на ново куќи пак да прават, пак да се заселуваат. Тоа било Првата светска. Втората светска војна, кога почна, си беме ние таму, дојдоа германците, не направија штета, само воденичар еден го утипаја, пошто го виделе оддалеко дека пушка има и ја пикнал негде, а друг човек не утипаја германците. Замине таа војна и нашо село се сложи веќе. Се смири. Се смири, кујчи направили стока,
секоја куќа, 200 куќи беше селото, или беше една куќа. И од тука, што направиме, кога настани ваа војна, грчката сега, Граѓанската војна. граѓанската војна, тука веќе стана хаос. Не се знаеше кој јаде, кој пие. Дали пред да почне војната, вселуваат и грчки семејства во вашето село? Тие што беа две фамилии грчки, у селото останаа. Оние останаа кога вашите родители... А пред тоа, значи, грчка фамилија немаше. Пред тоа, оствари, дојдоа тие двете фамилии и се прилагодија на нашите услови у селото. Дори и тие едни од грците стана председател на селото. Кога беа германците Првата светска војна, он му се супростави на германци, тој гркот. И него утипаја грци. Живеевте ли барем со тие две семејства? Ами живеа тие, што беа комшији, се живеа. Исто као и со македонците. Кога не преселија у грчкото село, долу, у Фушани, и не ни дава да ојме горе. Се вратите во Тушин? У село не ни дава. Долу војската грчка не држи таму. Не ни даваше. А до пролетта, човеците веќе немаше у што да јаде. Што ќе јаде? Кој ти даде јадење? У Грција не зима да ти даде некој да јадеш. Починаја да бегат од таму, од селото. Фуштани. Се крадеа. Ќе одат у селото, ќе работат, ќе орат, ќе пустат. Се враќале во Тушин, за да у поработат нешто, за да Тушин. имаат храна. И полека, сето село што беше у Фушин, сето се дојде у Тушин. Се врати назад селото, пак у своите куќи. Адама, ти викам, кога стана граѓанска војна сега со партизаните, партизаните држеја сета таа околија што имаше од НТ, Ошани, не Ошани имаше грчка касарна, од НТ, Берисловци, Лугунци, навеќе сето го држеја партизаните. И навеќе Зборско, па до кај Макчела. Од тука ние се вратиме у селото и почнаме нов живот. Дедо Перо имал само 11 години кога неговиот татко бил убиен од страна на грците. Неговиот татко и Вујко биле изиграни од Грк, кој ги предал нивните локации, односно им кажал дека се во село Раквец, каде биле со нивните овци. Партизаните го натерале братот на дедо Перо да го следи Гркот и да не го пушта, но на крајот партизаните го пуштиле. Тоа било кобно по животот на таткото на дедо Перо, а исто така и причина за неговата фамилија да го напушти својот роден крај. Со бајлето станал Вујко ми, как што стоеле околу липта, станал, се исполнил вака. Оттаде беше планината вака. Вујко видел оттаде дека многу војска иде оттаде и отишол на татко и му рекол: "Бате, ставај, идат војска, ќе не изтепат, да бегаме." Му рекол: не се тие војска, тие се партизани, татко ми. Абе ставај, рекол, да бегаме, име време да ти навабме овце, ќе прстиме, ќе избегме. Не, тврд. И вика, Вујко ми остана жив. Тука, шото го расправиме, вика тој бабе, со него се карме, се расправиме, стигнаја двајца војници. Каде ми вика дојдат? Значи, не знаеле они, кој сте и шо сте. Му рекол, околу липта еден го лежи. Викли го нека дојде вамо. Отишол Вујко ми, му рекол: "Бате, кој те рекол јас да бегаме, ај сега, става и ела, те викат." Што се случува со татко? И оттаде станува татко ми. Оттаде оде оттаде. Ни го питуват ни ништо. Тој што му рекол на автоматот, крр. Губива татко. Под меѓа и мало там, под меѓа долу паѓа татко ми.
И се свртили на вујка ми. И на вујка ми автомат го опнав. И вујкови го била. И вујка ми брзнико падна. Од тука и забрале овце, стокта што била, и се заминале натки. Дојде само, вика, вујка ми разправаше, дојде, вика, само со чизмата не удари, дали сме живи. А ние мртви, као мртви, стоиме, не мрдаме. И не остави, замина, вика. Чекайте, преживеале таткови и вујкови? Вујка ми преживеа. Како? Ти кажам сега. И од тука татко ми чуте. Вујка ми чуте. Не зборуваат сега, не кажуваат. Стигнаја, вика, 2 авиона. Грчки. Као бомбардираја, као пукаја таму. Едно време се изгубија тие авионите. Ама веќе наближува мракот. И татко ми се огласил, му рекол на вујка ми, Колу се каже. Жив ли се, Колу? Вујка ми рекол, жив сум, жост сум жив. И вујка ми вика, и едно вика, да одговорам, што ќе одговорам. Чекам уште да зборува, он зборува уште. Вика. Едно време се стиши, го нема, вика. Прекина и си викам, дај да преговорам ја. Преговори јас, не одговара. Пак уште еднаш не одговара. Едно време рекол, вие човека заминат. Стана, вика, ја, се извлеко, го видов дека е мртов, умрет. И Не биле застрелани? А? Застрелани биле во моментот, не преживеале, односно преживеале, па после неколку часа Цел ден преведе маве, со автоматот, татко ми беше тука, ранет. тука, Испукан? скинат и ногата скроз кашлена. А вујка ми го фанала тука само, на дебелото месо. Не уфала кушамот на коската. И вика, сега шо правам? Вика, вујка ми разпева, шо правам? Вика се. И го зе, вика, тие крлик шо имају, крлези, и со него од таму пешки вујка ми крив куц, наполно стигна у селото. И му вика на мајка ми, вика, а бата е мртов, умре, го утипаја. Собери човеци од селото, имаше уште неизбегани од селото, и селото веќе беше избегано во Југославија. Да одат да го земат. Целе носилки од гробишта, се собрале до 7-8 човека, уште имаше во селото, и брат ми со ни, од тука отишле Раквец, се викаш тоа место, отишле Раквец, ноќта, на носилки го донесоја во селото, мртов. И го закопаја него и утре сабајле си собраме плашките ние. Овци, одна говеда, свини имаме, кој не, маски, се што имаме, а фанаме планините горе. За Петра да ве прашам, дали пробале да ве натераат да си ги промените имињата во грчки? Па грчки ние не македонски не викаа они. Јас се викав Петрос, не Перо, Петрос. Папа Георгију. Петре Попов. На грчки Папа Георгију. Личната карта, документите, ве натерали да ги смените во грчки? Се грчко беше. Немаше ништо, се лични карти, пашапорти, што има, се е грчко. Немаше македонско ништо. И у Грција кој ќе одма на пазар, таму грчки се зборува. Нема македонци. Ако те чуе некој
од тие грци да се дошче затворат. Некои информации има околу 1900 година пред тоа дека во Тушин имало и бугарско училиште. Дали има вистина таа информација? Тоа не го знам. Знам дека бугарите направија штета само у силото Втората светска војна, а за бугари у силото не, они не третираа нас како бугари. Бугарите, уште тогаш, моје чичко. А Првата светска војна, нели избегале нашето село, сето било у Србија горе. Добро. И чичко ми не се дошол од Тушин, останал у Благоевград. А Благоевград падна под бугарска власт, нели? И чичко ми дојде од Благоевград, после кога се поослободи, од Благоевград го фанае грци у селото. Го пуштија и се отиде пак во Благоевград. Зошто го пуштиле? Го пуштија. Што сметаа за бугар, па го пуштија или? Абе, се кажа бугари. Каже дека е бугар? Се кажа бугари. Значи, секој што би се кажал дека е македонец, ќе го убијат. Ќе го убијат ако направиш штета. Немаш таму. Имаше ли бугари помеѓу вас или сите бевте македонци? Не, само македонци беме ние. По масовното иселување во Првата светска војна, македонците во Егејска Македонија го доживуваат истото по втор пат. Голем број македонци, особено од северните делови на Грција, биле принудени да ги напуштат своите домови поради воените судири меѓу Грчката кралска армија, поддржана од Соединетите Американски држави и Велика Британија, и Демократската армија на Грција, која била поддржана од комунистичките движења. Повеќе од 28.000 македонски деца биле однесени во земјите на Источниот блок, Југославија, Полска, Чешка, Унгарија, Советскиот сојуз, меѓу кои и семејството на дедо Петре. Селевме ние во први ко наидеме у Конопиште. У Дудица, што е германци што работеле рудникот Дудица, од таму патот е, слегнаме долу, по тој пат отидоме у Конопиште. Не прифана војската што беше југославенска, не задржа у Конопиште. Од тука малте што беа девојчиња воно у камион и собраја у Неготино и утераја манастирот Неготино, а јас со стокта, као дете по-голем на 11 години, од Конопиште пешки до манастирот. Сте се обиделе ли да се вратите некогаш? Ја покуша. Не ме пуштија. Комунисти, наша фамилија крстиле. Вашата фамилија ја крстиле дека е комунистичка фамилија? Комунисти. И две пати отиду у амбасадата грчка. И на крајот ми дојде писмо од грчката амбасада преку човек, преку чичко ми. Му рекле, ќе му кажеш на Перо, не може да оде во Грција. И не ме пушти во Грција да влезам. Сега, можеш сега, веќе се ослободема, тогаш не ме пушти. За тажната судбина на егејците и загубата на нивниот живот сакаше да сведочи и синот на дедо Перо, Попов Стојче. Со солзи во очите се вклучи во разговорот. Јас сум Попов Стојче, Негов син на Попов Петар. Така што, мислам дека има многу неправдини околу оваа работа со Егејска Македонија. Колку земји имате изгубено? Па 80 мислам декара земја и куќа и 250 овци. Два зевгара волови, што во тоа време као да имаш 2 трактора за рилјање. Значи, ние сме богата фамилија сме били во тоа време. Имале стока, свињи, овци, крави и се. Во тој случај дедо ми Стојко
Стефанос Папагеоргиос. Вистинско име Стојко, како ви... Јас сум Стојко. Стојче. Стојко. Стефанос Папагеоргиос по грчки. Дедо ми. Ќе го кажам на слика. Го имам. Неговиот татко, Неговиот татко. кој што почина. Да. Он штедел, имал еден чифлик. Чифлик се вика. Чифлик не е куќа. Значи цело имање. Чифлик. Штедел за другиот син чифлик. И јас сум, мислам, он, кога станала војната 48 кога више почнале да бегаат од Егејска Македонија, парите што биле изгорени во драхми и некои документи од земени овци со грчки таксини марки, имам некои така на грчки напишана документација, значи сите тие изгорели. 40.000 драхми. Тогаш во тоа време биле 40.000 евра. Значи друг шифлик да се купи. А иначе потекнуваме од попска фамилија. Затоа сме Папагеоргију. Попов. Стојче Попов и Петрос Папагеоргију. Сте пробале некогаш да ги повратите, да си го повратите иметот? Не еден период грците кажаа дека ќе му биде исплатено на луѓето од Егејска Македонија, но чекаа период да помине временски период за да луѓето, го татко ми, многу луѓе починаа и сега нема наследник. А младината што е не се интересира за Егејска Македонија или да, како да ти кажам, во срцето да осеќаш нешто за таму. Јас сега што осеќам за Егејска Македонија болка. Покрај тато. Верувам дека и вас е многу тешко од денешен аспект, да си го изгубиш и детството, и животот, и имотот, и се да изгубиш, и да дојдеш да почнеш од нула. Тешко е, ама што да правиш? Тоа е. Да, почнавме од нула, значи имавме имот и почнавме од нула. Ја и татко ми. Он е прва генерација, јас сум втора. Нула. Колку време живеете во Кавадарци? Јас сум Од каде роден- почнавте? Јас сум роден 63-та, тука во старата куќа. Оваа ми е нова куќа, направив нова куќа. Од 24 години почнав да правим куќа. Ни женет, ни дете, ни жена. Со така. Он е Петрос Папагеоргиос. Јас сум Стефанос Папагеоргиос. Стојче Попов. Дедо ми е исто Стефанос Папагеоргиос. Во документи. Стојче Попов. А мојот дедо му на татко ми е Ѓорѓи. Го вика Ѓорѓи. А мојот прадедо бил поп и кмет во селото Туши. Затоа сум Попов. Неговиот прадедо Неговиот купил имотот од турците. Да. А дедо ми бил поп и кмет во селото. Значи од попска фамилија. И затоа од турците, кога се иселувале турците, тој имот наш што беше, у Гиризл го викаме, бил турски имот. Ано овој поп бил имал пари од црквата, го и да купил тој имот, тие нивија, и така останало, после ние работеме тие нивија сите. Денеска што има таму? Не знаеме што има. Може да ви кажам слободно дека јас никогаш не изразив желба. Имам работено на Крит Уханија во Грција и никогаш не ме завлечи због вие неправдини да отидам у село Туши. А и то ходи. Некој сака и да ни ја оспори, да ни ја оспори историјата и минатото. Некои не велат бугари, некои сака да кажат дека тие што живееле таму се грци, односно сака да избришат историјата на македонецот. Што ќе изјавите на ова?
Ја би изјавил, ја никош не се сеќам бугарин, аре тоа што моето потекло од Егејска Македонија. И значи, ако сум македонец, сум оттаму македонец, и дојдем во оваа Македонија, и се сеќам како македонец. Ова што го кажува Стојче, ја имам чичко у Благоевград. Останал за време Првата светска војна. Не се вратил у селото, на татко ми брат. И кога се поослободиме ние тука, и чичко ми дојде у Кавадарци, кај брат му. Имаше брат тука. Браќа беа, Костадин и Петре. Петр се викае, што е у Благоевград. И од тука, кога дојде тие Петре, ја се сретнаме со него, ама ја веќе возрасен. Му викам, Чичо, ти бугарин се сеќаш? Аз сум българин. А кој ти е татко? Му викам, ја му поставам праша. Вика, се знае Ѓорѓи. А татко е шо е македонец ли? Македонец. Како можеш ти бугарин да бидеш? Што вика на тоа? Мора вика да, после се испуштим, мора да кажувам вика така. Оти бугарта вика не смееме, ако кажеш такво нешто, да затворат. Сте се виделе ли со браќата, сестрите? Со кој браќа сестри? Братучеди, кои што... Братучедите идеја. Каде живеат? Идеја и он е бугарски. Бугарска школа заврши, или бугарски зборуваја. Виолета, Венера, се викае тие девојчините, тие имаја еден, Чичо имаше син починат, и уште еден жив беше, Благоја, жив беше, Блажо. Блажо не дојде у Македонија, не влезе. Венера и Лета идеја, често пати идеја тука. Кај нас. Морам да ја прашам, како се чувствувавте кога го променија името во Македонија? Што да се чувствувам јас, што можам, кој сум јас, што можам да направам нешто. Јас се чувствувам македонец. А сега некој што сака да ме прави мене грк или бугарен, тоа негова чест. Како можам ја да бидам од македонец, да бидам бугарен? Не може да бидам. Ни па грк. Грк па ич не иде во обзир. На крајот од ова видео за мене битно е да споделам дека и јас потекнувам од Егејска Македонија. Дедовците на мојот татко кој е роден во Дојран се од села кој денес ги нема. Јован Лазаров, мојот прадедо, роден во село Владаја, веднаш позади грчката граница, 5 километри од Дојран. Тој почина од 1937 година. Поради турбулентните времиња, за жал денес немаме ниту една фотографија или дополнителни податоци за него. Исто така, и другиот прадедо се викал Јован, а се презивал Тунев. Тој живеел во село Канџалија, близу до село Николич или околу 10 километри до Дојран. Од страната на мајка ми, незиниот прадедо, Најдо Лазаров, роден во село Герман кое се наоѓа во областа Голема Преспа, близу границата со Македонија, лежи на подножјето на редовите Елата и Бела Вода кои се дел од Баба. Низ селото минуваат Стара река и Горна река. Неговото семејство подоцна го менува презимето во германски поради местото од каде што потекнуваат. Тажната приказна за македонците од Егејска Македонија не смее никогаш да се заборави. Изгубените имоти, семејства, минато, никогаш никој нема да го врати. Но преку вакви видеа, песни, разговори, книги, луѓето од тој век секогаш ќе живеат со нас. А ние никогаш нема да заборавиме колку Македонија била голема. Слава им!